Добре дојде во студио за мојот гостин Петар Андоновски, писател, млад писател, еден од, всушност иако млад, еден од најталентираните што воопшто сме ги имале во Македонија. Вие бевте сега на саемот на книга, ги подпишувавте вашите книги. Кои се вашите надежи и стравувања за македонската книжевност? Јас сум задоволен од тоа како помина саемот на книга. Што се однесува конкретно до моите книги, интересот на читателската публика е огромен, за тоа потврдуваат и трите изданија, и на првиот и на вториот роман. Оно што особено исто така ме радува е што се повеќе читатели читаат македонски писатели. Тоа Кого најмногу? Па не би можел тоа да кажам, тоа сепак се статистики, сепак би требали да ги прашате и самиве издавачиве. Но сметам дека колку и да звучи нескромно, дека сепак голема удел тука имаше мојата генерација, авторите родени 80-ти, особено романсиерите. Ние сепак почнавме да пишуваме на едни по-универзални теми. И на некој начин успеавме да ја разбиеме предрасудата за македонската книжевност како досадна, како книжевност која се пишува само за селото, каде што македонците се вечни жртви на грциве, на србиве, на бугариве и на сите што некогаш биле тука. Имаше добар текст, еднаш Јасна Котевска токму за македонската литература. Така да ние успеавме некако да излеземе и од селото и да излеземе од улогата на жртвата и да пишуваме на едни малку поинакви, современи, универзални теми и резултатот се гледа, читателиве се вратија конечно на македонскиот писател. Да. Кодошлукот на лустрираните всушност може да се земе во предвид како универзална тема, иако темата е всушност однесува токму на Македонија, во очи со Бојана Чевли. Да, видите... Пишувавте, инспирирани бевте од лустрацијата која сега ни се случува во овие години, всушност, или од предходните лустрирани? Романот настана уште пред да настане цела во лудило со лустрацијава. Долго време ми требаше да го објавам романот, на почетокот издавачиве не беа толку отворени кон младиве писатели. Отсекош ме интересирале тоталитарните режими, долго време ги проучував и кога ќе погледнете денеска и нема некоја голема разлика, се уште се следат, се уште се прислушкуваат. Да, добро. Ајде, околу револтот можеме да говориме. 56 писатели бараа поништување на програмата за издаваштво, значи ова е револт кон Министерството за култура, но и кон Министерката за култура Канчевска. Како велите во овој проглас, кој е подпишан од 56 писатели, еден од нив сте и вие, најгруба вулгарна политизација на книжевноста, велат, велите, ако сме докрај искрени. Кој е вашата порака до Канчевска, освен овој проглас кој беше објавен во јануари? Овака, сакам првин да нагласам дека овој проглас го напишавме како револт на тоа што во последниве 10 години се врши страшна политизација на културата. Ако сте со нас, тогаш се ви е дозволено, ако не сте со нас, тогаш вие сте непријатели, предавници, отфрлени од култура? Точно. Сакавме, целта ни беше, ние знаевме дека нема нешто многу да промениме со овој проглас, но целта ни беше јавноста да го слушне гласот на македонскиот писател. Да видат дека сепак во Македонија постојат писатели кои знаат да кажат не на сето она што се случуваше, за разлика од Друштвото на писатели и МАНУ, кои се безгласни букви во ова општество. Тоа ни беше првичната цел, сакавме значи да допре. Инаку, иако се подпишавме само 56 писатели, после тоа многу поголем број покажа интерес. Во интерес на времето ние не стигнавме сите да ги сконтактираме што би сакале евентуално да се подпишат. И оно што особено ни е драго што се најдоа на овој список не само автори чии книги со години не се прифаќани од страна на Министерството за култура, туку и писатели чии книги биле прифаќани, биле финансирани од самото Министерство за култура. Мора овдека да нагласам дека тие
пари не се ниту на Камчевска, ниту на ВМРО, тоа се париве на нас граѓаните. Да. И затоа многу не иритираше тоа што постојано ни префрла што барате од ова министерство. Ние ништо не бараме конкретно од министеркава, освен да ни ги даде париве кои се наши. Кои ви припаѓаат. Велите безгласни букви дека се Друштвото на писатели и МАНУ. Сте имали ли средба со некој од раководството и на МАНУ и на Друштвото на писатели да поразговарате токму за Па нашава книжевна ова сцена игнорирање и бојкот Да. всушност кој ви се случува? Нашава книжевна сцена е премногу мала, ние сите се знаеме еден со друг и сакале неќеле и без разлика дали ќе се сретнете на сајам на книга, дали ќе се сретнете на улица. Едноставно постои, не можам дури ни страв да го наречам тоа, постои тотално игнорирање кон сето она што се случува. Да, од нивна страна. Од нивна страна, апсолутно. Многу од писателите кои еве се и како се вика, и раководители на некои од овие Издавачките куќи мислите? Не, мислев од Друштвото на писатели, Пен центарот, потоа МАНУ, значи никој од нив не само што никогаш не излезе со став за ништо што се случува во општеството, туку едноставно тие од друга страна постојано се сликаат, посетуваат настани кои ги организира самото министерство и кој што е самата министерка за култура, значи на тој начин тие им дават и легитимитет и поддршка. Да. Добро, ајде кога велите од другата страна, ако ги погледнете протестите на тврдокорните, ќе се соочите со вашите колеги, уметници, Дурловски, Жанета Вангели, Борис Дамовски е таму. Која е вашата порака до нив? Па видите, конкретно за протестиве кои се случуваат, например, јас можам да им опростам на оние кои од страв да не го изгубат своето работно место излегле. Зашто нив би им простиле? Па на нив дури би можел да им опростам, би можел да им опростам на народот кој е изманипулиран и кој не е свесен, а има и таков. На интелектуалците не би им простил никако. Така наречени всушност. Така наречени, да. Они се тие кои се свесни што се случува, свесни се зошто се случуваат овие протести и на тој начин они стануваат соучесници на криминалот кој се случува последниве 10 години во Македонија. Да. И го манипулираат оној народ кој всушност Апсолутно. Да, не е толку свесен. И тука прашање, во кој случај уметникот може да поддржи една власт, да биде близок до власт? Има ли такви случаи да смее уметникот да поддржува власт? Па не би требало, според мој убедување, сметам дека секојаш треба да е контра власта. Но ете гледаме дека многу од уметниците или се овие особено што со години ја бранат власта, на некој начин они се задолжиле за да ја бранат таа власт. Да. Сакам да го спомнам само случајот каде што на една телевизија, и сакам јавно вака да го демантирам, а на една телевизија бевме споменати јас и неколку мои колеги, јас, Фросина Пармаковска, Живко Гроздановски, дека наводно сме земале пари од Министерство за нашиве книги кои беа објавени во Бугарија. Париве од Министерство ги има земено бугарскиот издавач, значи нашево Министерство покрива само превод. На тој начин, значи, нас не ни беа платени нити авторските права, нити ништо, за разлика од некои писатели блиски до власта, на кои се платени и авторските права, и истите тие нели застануваат и во одбрана на Министерството. Да, на кои писатели мислите во случаев? Па ги има повеќе. Да? Да. Добро. И каков излез гледате од оваа криза? Гледате дека тврдокорните ги продолжуваат своите протести, Иванов одбива да го даде мандатот. Некои сметаат дека опцијата, најпаметната опција би била сепак да се седна на преговарачката маса. Дали тоа ќе биде и странскиот фактор, дали ќе биде и опозицијата. Но мора да се дојде до решение, како што вели Заев, со пенкало морано, а не со крв на улиците, се разбира. Она што јас го очекувам и како граѓаник и како писател на ова општество, тоа е првенствено, значи,
И што посакувам едноставно се случи е Иванов да го даде најпосле мандатот. Добро, тие очекувања ќе Да, паднат во вода. ќе паднат во вода, да си поднесе оставка, за жал тоа нема да го доживееме. Сметате ли дека преговорите се најдоброто можно решение? Па тоа е единственото што останува, а да не излезе надвор од било каква контрола. Да. Добро, јас благодарам што бевте гост. Ви благодарам.